Дали имаме стрип култура? Читаме ли стрипови? Кои се нашите омилени стрип јунаци? Денес во приказна ќе зборуваме за стрипот. Гледајте на! Стрипот забавува, иронизира, често пати и критикува. Денес истражувавме за стрипот и што откривме ви донесуваме во ова издание на приказна. Стриповите се одличен начин децата да се заинтересираат и поттикнуваат за читање, а помагаат и да ги развијат своите фантазии. Да не звучам сега како некој што е одбиен, бидејќи не сум ни аплицирал воопшто во Министерство за култура за некои мои проекти, меѓутоа тоа што гледам, што доаѓа во моите раце, сметам дека не е доволно квалитетно. Мислам дека да тргнем од таму, како да речам некоја база од каде што треба да се развива стрипот, значи Министерство за култура, Министерство за образование, бидејќи за разлика од некои земји во окружувањето стрипот кај нас воопшто не е застапен во образованието или премногу минорно за да има некое значење. Сметам дека би можело да биде многу подобро доколку некои луѓе на добри позиции се заангажираат малку повеќе околу ова прашање, па вклучувајќи и вас новинарите, бидејќи сметам дека многу од нас работат и за странство и дека треба малку повеќе се обрне внимание на целокупната ситуација во Македонија, кој како и за каде работи и со тоа се поттикнати младите генерации да се види дека не е се така безизлезно како што понекогаш и делува. Ништо не може да биде поважно за родителите отколку да бидат сигурни дека нивните деца го читаат соодветниот материјал за возраста. Мој најомилен стрип знам во детството и сега до ден денеска ми е Астерикс, така да тоа е обавезително, тоа мора да го читате. Би било убаво да фатите да прочитате некои од македонските стрипови, Ајвармен го имате тука, го имате значи имате Ултра Хайпермен, еднаш излезе на времето и така натаму. Има доста многу стрипови кои што можете да ги прочитате на македонски. Алан Форд, кој ќе остарите малку повеќе, кој ќе дојдете средна школа, а за сладкусите за суперхерои Спајдермен, бидејќи во Спајдермен е она битието на суперхеројството, условно кажано, и тоа целата идеологија на да правиш добро и да имаш одредена одговорност со моќта. Во Хрватска, стрипот се изучува факултативно во училиштата, а во Бугарија е дел од високото образование. Во нашава земја стрипот не се изучува ни во основно, а ни во средно образование, иако младите покажуваат интерес за стрипот. Јас се надевам дека сета стрип работилниците помагаат да се изгради следната генерација на стрип автори, затоа што сепак нашиот таргет во работилниците се средношколци и студенти. Доколку тоа ни успее, иднината би била подобра за стрипот во Македонија. Во моментов мала е таа група која што кај нас работи на стрип полето. Па секое зголемување на таргетот за стрип е голем плюс за нас. Во светот одделни региони имаат своји фаворити. Во Америка тоа се суперхероите како X-Men, Wolverine, Iron Man, Batman, Spider-Man, Superman. На тлото на Европа доминантна е француската школа на албуми, повеќето со историски тематики. Италија важеше за фаворит кај џебните изданија, а секако не смееме да ја прескокнеме јапонската манга, која важи за светски шампион во стрип културата. Кога јас почнав да работам, кога се пресели во Скопје, бидејќи сум по потекло од Битола во 94 година, имав шанса многу брзо да креирам своето портфолио, бидејќи имаше дневни вестници, имаше многу списанија каде што ми се отворија многу врати за илустрирање, не само мене, него на цела генерација која што припаѓам, за разлика од денес каде дигиталното воглавно превладува и каде нема баш многу некои шанси за младите илустратори, секој денес бара нешто проверено да се објави, нема многу шанса за младите илустратори да можат да се докажуваат. Со исклучок на неколку издавачки куќи, мислам дека воопшто нема слух кон помладите луѓе кои што сакаат да се бават со оваа работа. Но од друга страна, знаеш што секогаш постои, се надевам дека ќе се поправи ситуацијата во најбрз можен рок. Стрипот како светски признаена девета уметност, поредбено со другите видови на уметност, има најголеми можности за социјален ангажман. Кај нас, да, се сведува на ентузијазам и на макотрпно понекогаш работење и заложување на повеќето тие луѓе кои што се се уште за љубенице. Исто тука има и хоби елемент, каде што кажи го на некој начин се задржува и одржува таа стрип култура и се пренесува нормално на следната генерација.
Развојот на дигиталните алатки придонесува стрип уметниците преку компјутерот како креативна алатка и соодветните софтвери да илустрираат дизајни на објекти и околини кои се комплетно податливи на графичка манипулација. Овие софтверски решенија овозможуваат креирање виртуелни реалности, тродимензионалност, реалистично рендирање и форми на компјутерска иконографија кои влијаат на самата перцепција и севкупното визуелно искуство. Оно што треба да се знае дека постои дигитален и дигитализирачки стрип. Најпознатите платформи денес за дигитален и дигитализиран стрип се Comixology или форумот Стрипотека на овие јазични простори. Дигитализацијата сама по себе е многу битна работа и многу го леснува развојот на комуникација помеѓу одредени илустратори, да речеме, и издавачи и илустратори кои што се во најава и стрип цртачи секако. А самото тоа и дигитализацијата многу помага во самиот процес на работа, бидејќи иако секој цртеж рачно направен си има своја убавина, особено тие некои потези кога раката понекогаш ќе ни забега и не планираме ќе направиме нешто многу побаво отколку што сме замислиле. А дигитализацијата ни овозможува многу полесно и многу подобро и коригираме тие некои грешки при самиот процес на работа, кои што пак се многу битни за брзината на завршување на одреден производ. Кој чита стрипови во нашава земја? Кој чита стрипови е тешко прашање да се одговори многу, бидејќи нема секакви. И стрипот не е ограничен само на одреден број на луѓе. Ама ако збориме генерално, може да се каже дека постарите генерации доминираат при читањето на стрипови, родените во 70 и 80 години. Под 80-тите имаше некои трагични настани на Балканот кои што ја прекинаа таа некоја стриповска приказна убава што беше во овој регион. Генерално е таа публиката демографски зборено, меѓутоа има некои никулци на надеж кои што се младите генерации кои што ги гледам во продавница кај нас и им се радувам бескрено многу. Знаат што сакаат да читаат, знаат со која идеја се дојде во продавницата кај нас и уживаат при читањето и едноставно секој ден кога ги гледаме радуваат. Дали можеби родителите имаат некаква вина во наводници во насочувањето на децата да читаат стрипови? Јас сум растала покрај татко кој што купувал весници, паралелно со неговите, и јас го добивав мојот дел Политикин забавник. Вината не е многу кај родителите пред себе, кажал. За да сместиме вината кај родителите треба да се склопат низа на околности кои што не се нужно од сферата на стрипот. Има милиарда причини зошто и затоа, меѓутоа би рекол дека прво за да најдеме вината дека треба да се погледнеме самите себе, ние повозрастните, зашто не продуцираме стрипови. За да им го понудиме на детето, ние мораме прво да го проведеме тој процес на креација, издаваштво, печатење и дистрибуција, за да може тој стрип воопшто да биде во понуда. Моментално не располагаме со такви можности во Македонија. Дали моментот на напуштањето на весникот во хартиена форма на некој начин исто така е алка која што придонесува за... Да, факт е дека дигиталниот свет не јаде сите и тоа е еден тренд кој што е се поприсутен во стриповите од 2000-тите наваму. И факт е дека тиражите поради тоа печатените стрипови паѓаат, исто така не можеме да избегаме од тоа, но исто така и факт е дека тоа не треба да не плаши многу. Стрипот доживува некоја свој тек на живење од почетокот на 1900-тите па наваму и секогаш си наоѓа свој тек како да стигне до читателот и секогаш бил продукт кој што не интересирал сите нас, можеби да кажеме дека е жанр засебен. Така да не ме плаши таа дигитализација од тој аспект, многу дека ќе прекинеме да читаме стрипови или дека нема да постојат веќе. Повеќе ме плаши таа дигитализација дека малце ќе не оттргне од она чувство на книга на полица, на стрип на полица, кој што, верувајте мене, до уште ден денес ме радува многу. Кога веќе спомнавме дигитализацијата, таа носи нова форма на стрипот, имаме дигитални стрипови. Колкав е интересот за нив? Кој ги следи, кој ги чита, дали тоа се помладите генерации, дали се повозрастните? И тоа прашање исто така тесно врзано со продукцијата на стрипови во Македонија. Оно што сум го заклучил од моето досегашно искуство е дека едноставно кажано, доколку немаме на македонски јазик или немаме на некој од сродните јазици блиски што можеме да ги читаме,
се вртиме кон англискиот. И во тој случај многу лесно е да се најде копија на интернет, пиратска копија која што можеме едноставно со 3 клика да ја симнеме и да се прочита стрипот. Тоа е факт и издавачите сами велат дека околу 30% од вкупниот тираж им отпаѓа на дигитална пиратерија, што воопшто не би било проблем доколку нормално имаме понуда на македонски стрипови. Кога бевме дел од Југославија, на некој начин стрип културата постоеше и беше значајна карика во поглед на живењето, но со разделбата различни процеси се случија, некои републики остана и понатаму да ја негуваат стрип културата, например Хрватска, ќе издвам како пример, затоа што тамо и во образовниот систем е внесен стрипот. За разлика од Хрватска, ние сме со малку поинакво искуство. Ние сме со многу поинакво искуство од Хрватска и дури е срамно да се спомнеме во истата реченица. Хрватите имаат феноменална стрип култура, исто како и србите, меѓутоа хрватите го преднечат тој воз, да кажеме, на регионални издавачи, каде што тој систем на стрип е длабоко вкоренет прво во образованието, подоцна е вкоренет како и супер инфраструктурална помош кон издавачите. И од таму прочем и доаѓаат едни од најголемите балкански издавачи како Фибра, како Луденс и така натаму и така натаму. А да не збориме воопшто за европските сили, каде што во Франција можете многу често да начекате дека орден на гордост се дава на стрип автори. Во Белгија се градат музеи посветени на Тинтин. Во Италија Венеција продава туристички водичи со ликот и делото на Корто Малтезе, кај прошол и што видел се таму. Швајцарија гради бисти од Хуго Прат. Хрватска исто така има тренд на некои, скоро прочитав некаде дека Ненад Брикси, преведувачот на Алан Форд, фактички на овие простори познат како третиот автор на Алан Форд, доби своја улица токму заради тоа дело. Така да ние сме малце многу поназад, да бидем искрени, и секојдневно е таа борба до кај можеме да избуткаме со овие ресурси кои што ги имаме. Што треба да се направи за да се популаризира стрипот и стрип културата воопшто, да се изнегува, да се донесе на едно друго ниво? Треба склопно неколку различни работи. Као што спомнав, има и некои други работи кои што не се врзани со стрипот и нема да навлагаме во нив, но би рекол дека прва и основна работа што треба да се направи е некој генерален план на поддршка на стрипот. Стрипот како уметност е доста кревок. Самото негово производство чини многу повеќе отколку производството на една книга, да кажеме. Има додатни трошоци кои што се изуzetно досадни да навлагаме во нив. И самиот процес е доста покомпликуван и од тука е потребата на надворешни стейкхолдери кои што можат да го поддржат тој цел процес на производство. Тоа е првата работа која што ја спомнал. Втората работа, која што исто така неминовно исто многу битна, е да ги ангажираме младите. Денешните генерации се покажаа колку можат и до кај можат. Она што е битно да почнеме да размислуваме за 3, за 5, за 10 години понатаму. Често ми се случува да влезат во продавница дечиња кои што не се запознаени воопшто со стрипот, а веќе се трето, четврто оделение. Тоа на одреден начин ме плаши и ми покажува на потенцијална болест која што е загрижувачка. Мораме да почнеме да размислуваме стрипот како да биде, не би сакал да биде во школото, но би сакал да биде на маргината од школото и да се допре таа тема. Нема потреба да има час стрип. Меѓутоа би сакал учителка да ги седне децата и да им каже: дечки, ова е стрип, ова е мојот омилен јунак, ова е на мажот мој омилениот јунак и така натаму и така натаму. Би сакала да ја споменеме Бункер како веројатно имате искуство во контакт со луѓето кои што купуваат стрипови. Што најчесто купуваат? Овие простори ги доминира италијанската или Бонели школата и така е во последните можеби 40-50 години сигурно. Значи од 48 како што е креиран Tex Willer па наваму, имаме тенденција да ги купуваме најмногу оние, сите ги знаете, Загор, Дилан Дог, Натан Евер, Мистер Но стрипчиња кои што порано се продава по киосци, сега за жал веќе ги нема. Тоа е дефинитивно најпродаваниот продукт кај нас и Македонија комплетно поплавена од тие италијански стрипови. Има и тренд на помали генерации кои што се свртени кон некои скроз други работи. И тоа баш ме радува и тоа е баш позитивна некоја приказна и покажува колку стрипот еволуирал во тоа време. Децава сега имаат тенденција да читаат манга стрипови, јапонски стрипови, што е феноменално и е толку далечно и ориентално и се тоа е интересно.
Исто така и нормално суперхероите кои што сите ги конзумираат и тоа има некој тренд на ширење кај нас полека. Колку пандемијата со корона го смени односот кон стрип културата воопшто, па и кај нас? Пандемијава. Сите не натера да се прибереме дома. Да седеме дома. Некој од нас неминовно фатија и работи што никад не би ги фатиле, меѓу кои што е стрипот. Таму некаде полица со прашина фатен. Доста луѓе се пројавија интерес и баш ме израдува и тоа мене ме радува друг аспект што покажува само дека публиката у Македонија не е искористена. Не сме толку колку што ги гледаме. Има други луѓе кои што се заинтересирани за стрип и кои што само чекаат прилика, можност или да се потсетат на стрипот. За крај само уште ова како сегмент би сакала да го опфатиме. Колку сите ние можеме еве да придонесеме во поглед на популаризирањето на стрип културата. Претпоставувам дека има и јавни личности од различни сфери кои што биле задоени со стрипот како деца. Колку еве сите ние можеме како дел од општеството да придонесеме за малку да се развие стрип културата на едно друго ниво? Можеме сите да придонесеме. 0,01%, супер задоволен сум од тоа. Нема потреба да бидеме сите активисти, нема потреба да сите да го шириме тој збор на стрипот. Меѓутоа, следен пат кога ќе идете кај некој дечиња роден ден, супер поклон се поклони стрип. Супер поклон да се подари стрип на графичка новела кај некои постари луѓе. Така да размислувајте во таа насока дека едноставно стрипот постои таму некаде и чека да биде прочитан. И само уште ова, ќе го опфата моментот на лажни вести и сатирата како дел од лажните вести. Колку тоа му штети на стрипот или колку на некој начин влијае за негово стагнирање? Па видите, стрипот и сатирата начално до некаде идат рака под рака, но меѓутоа во овој контекст кој што вие ги мислите, мислам дека сатирата живее засебно во тој сегмент на стрипот. Не би ја ставал таа сатира во контекст на стрипот, во поширокиот контекст како, не знам, да ги сместиме во Марвел универзумот или пак во овие сакани италијански романчиња. Така да таа сатира мислам дека се надевам дека не засега многу нас стриполјупците. Различни земји имаат различни форми на стрип. Денес за нив зборуваме во приказна. Еве што откривме. Стрипот како девета уметност е феномен кој носи древен јазик на ликовно изразување. Слободно може да го вброиме меѓу најстарите визуелни медиуми во светот, кој придонел за демократизација на медиумите и потребата од поинакво ликовно артикулирање на реалноста и животот, па на тој начин стрипот влијаел врз општата култура во светот. Со самото развивање на имагинацијата, на фантазијата, би се развили многу други работи, односно стрипот е многу блиску поврзан со филмот во денешно време, знаете и сами. Илустрациите се исто така многу битен дел од културата, бидејќи барем јас кој работи за голем дел од светските издавачи, знам дека постојано се илустрираат книги. Стрипот е медиум што се користи за изразување идеи со слики, често во комбинација со текст или други визуелни информации. Најчесто е во форма на низа од поврзани панели на слики. Текстуалните пораки се вметнати во балони за говор, надписи и ономатопеја, а може да означуваат диалог, нарација, звучни ефекти или други информации, според описот во Британика. Големината и распоредот на панелите придонесуваат за наративен ритам. Карикатурата и другите форми на илустрација се најчестите средства за создавање слики во стриповите. Заедничките форми вклучуваат стрип колумни, уредени и цртани филмови и стрип весници или книги. Кон крајот на 20-тиот век се појавуваат графичките романи, додека дигиталните стрип платформи како форма се шират во 21-виот век како резултат на технологијата која овозможи нови форми на дигитална стрип продукција и дистрибуција. Стрипот во светот е една голема машинерија, додека кај нас стрипот се сведува на хоби и на ентузијазам. Кога излегува еден стрип, еве да речеме во Америка, ќе видиме дека излегува и како цртан филм, излегуваат и многу играчки околу него, а додека кај нас сето тоа е на ниво на авторите кои што самите сето тоа го вадат и го печатат.
Фасцинантните стриполики, ликовни континуации на галопот на насликаните животни во пештерата Ласко во Франција, кои датираат од 15 до 10.000 години пред нашата ера, или уникатниот балкански животопис од палеолитската епоха во пештерата Магура во западна Бугарија, близу Видин, укажуваат на дамнешното потекло на стрипот како форма. До средината на 20-тиот век стрип културата буквално цвета, особено во САД, Јапонија, Западна Европа со акцент во Франција, Италија, Германија и Белгија. Историјата на европските стрипови често се следи во цртаните ленти на Рудолф Тоффер од 1830-тите, а стана популарна по успехот авантурите на Тинтин. Стрип културата во светот е на завидно ниво веќе последниве 60-70 години, се развива цело време, сведоци на тоа сме заради еден мноштво на филмови, кажи грст на филмови кои што се појавија во последниве 2 декади и направија бум и буквално го сменија начинот на снимање на филмови, целиот тој концепт, еве конкретно за суперхероите, пошто се тие едни од порепрезентните стрип јунаци во светот. Американскиот стрип се појавува како масовен медиум на почетокот на 20-тиот век со појавата на стрип колумните во весниците. Стрип книгите како списание следат во 1930-тите, во кои жанрот суперхерој станал истакнат, откако во 1938-та се појавува Супермен. Историјата за јапонскиот стрип и цртаните филмови манга се јавуваат уште во 12-тиот век. Современите стрип колумни во Јапонија се јавуваат на почетокот на 20-тиот век, а стрип списанијата и книгите забрзано се шират по Втората светска војна преку популарноста на карикатуристите како Осаму Тезука. Во една од првите метастрипски студии која представува теоретска почетна позиција, легендарниот стрип автор Вил Ејснер во култната стриповите и секвенцијалната уметност предочи дека природата на стрипот е во аранжирањето на иконичките и фабуларните елементи во кадриран и наративен след или прото-синематичка едноподрugост. Субјективно гледано, од почетоците на стрип историјата кај нас кои датираат од учебната 1937-38 година, кога во школскиот весник за нас и нама е објавен стрип на скопскиот гимназијалец Желко Пнивал, па до денес, има впечаток дека поимањето на македонскиот стрип се нема изменето во многу. Во главите на обичниот македонец, македонски стрип не постои. Затоа и овие ваши напори за популаризација на стрип културата кај нас, која не е воопшто сиромашна, и нејзино доближување до обичниот граѓанин се од многу поголемо значење од што тоа на прв поглед изгледа. Од друга страна, во главите на македонскиот стрипописец, категорија во која што се бројуваме самиот, стрипот кај нас токму сега ги има своите најдобри мигови. Констатација која покрај тоа што е подеднакво неточна, често знае да биде сина пилула која е неопходно да се проголта за човек и во иднина да продолжи да се бави со оваа дејност која не е особено благодарна. Ако за светски рамки сме ситна риба, македонскиот стрип не е непознаница за стрипофилите од регионот. Освен што македонските автори редовно учествуваат, а повремено освојуваат и по некоја награда на манифестациите во регионот, воедно на секоја половина декада, во соседството се случува по една голема изложба на македонскиот стрип. Последна таква изложба беше организирана во Валјево пред 2 години. На самиот почеток од оваа година ја освоив првата награда на меѓународниот салон на стрип во Валјево, соседна Србија. Наградата беше доделена за стрипот приказна за безбојното мече, кој само неколку месеци претходно се закити со 3-то место на меѓународниот салон во Велес. Станува збор за стрип во кој, преку вметнување посериозна порака, направив обид да го представам моето гледиште за литературата за деца која често знае да биде премногу засладена. Во однос на стрип уметност и она што ме привлекува и инспирира да се бавам со неа, често ја користам зборовната формулација најважна споредна работа во светот. Затоа што она што за повеќето луѓе е фудбалот, за мене и за уште 50 на други македонци е стрипот. Стрипот не е само забава и ескапизам, туку и многу повеќе од тоа. Ако се прочепка подлабоко, ќе се види дека тоа е и средство за изразување како и медиум за комуникација. Стрипот може да биде и поле за истражување и анализа, алатка за пренесување на идеи, а иако може би звучи чудно во денешно време, во историјата тој се покажал и како моќно оружје. Стрипот представува пресечна точка помеѓу ликовната уметност и книжевноста, не затоа што содржи слики и текст,
туку затоа што преку слики успева да создаде наратив. Иако на прв поглед не се забележува, тој во себе интегрира низа други дисциплини како што се типографијата и дизајнот. Доколку се работи за историски стрип, неизбежно е да се направат историски истражувања и костомографски консултации, а доколку стрипот се одвива на одредено место во современо време, да се направи истражување за архитектурата и за целокупната урбана сценографија на определеното место. На тој начин, без да навлегувам во излишни филозофии, можам се уверено да кажам дека во себе стрипот ги содржи безмалку сите уметности. Пред околу месец дена во српското списание Стрип Пресинг беше објавен мој опширен напис посветен на стрип ревијата Деветка. До крајот на летото се надевам да излезат уште два мои написи, едниот во списанието Современост, а другиот во српската стрип ревија Раз Комик, кои иако планирани за лани, поради пандемијата беа одложени за оваа година. Наскоро се очекува да излезат два нови броеви на Стрип Креатор, кој што графички го уредувам веќе 5-та година. Исклучително сум горд на оваа периодична публикација со која мислам дека успеавме да ги поткренеме стандардите за тоа како еден стрип магазин би требало да изгледа. Јована Велинова Трајанова дипломира на одсек од класично сликарство на Ликовната академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со просек 9,56. Јована има добиено и пофалница во знак на признание од Универзитетот за постигнат најдобар успех во студирањето. За себе вели дека сака да пробува повеќе техники, материјали, стилови. Затоа има цртано стрипови, илустрации и класични дела, дигитални дизајни. Најчесто стрипови цртам кога ми е важно да кажам некоја подлабока приказна. Некоја поголема тема која добива визуелно рубо преку цртежа. Бидејќи кога си уметник и обожаваш цртање, имаш визија како приказната може да изгледа и како да го осмислиш секој кадар од текстот, тој налик на смислување на филмски сцени, тогаш стрипот е вистински избор. Фасцинантна ми е слободата и можноста да се искажам на повеќе полиња. Стрипот, кој на различни начини влијае врз општата култура во светот, сепак не беше заобиколен од процесот на дигитализација и стагнација, а за жал тоа најмногу го почувствува една нова млада генерација. Но желбата и љубовта кон стрипот ги придвижи повторно работите во позитивна насока. Кога јас почнав да цртам, да барам помош од нив, мислење било што за поттик, тие секогаш ме бодрија и ми велеа дека најважно е да цртам, да се трудам, да бидам упорна. Но тогаш работилници немаше толку и предавања немаше толку, конкурси исто немаше толку. Едноставно, премногу беше стагнирана стрип културата некој период, што поради публиката, што поради дигитализација, неколку генерации не пораснаа со стрипови. Оно што мене и верувам други автори тој период ги инспирирало да почнат со стрипови, беа претежно странски дела, бидејќи се вратија суперхероите и се врати фантазијата како жанр. Дека уметничкиот и едукативниот потенцијал на стрипот треба да има подобар третман во Македонија, посебно во образовниот процес, ќе се согласи и Јована. Барем јас имам такво чувство, дека на децата уште од најмали не им се доближува стрипот како уметност, а искрено тогаш им е најпотребен и најинтересен за да го научат. Така се запознаваат и со читање, и со цртање, и добиваат искуство кое не се споредува со нито едно друго. Доколку научат да читаат од мали со помош на убави цртажи и стриповите, тогаш многу полесно и понатаму ќе им остане љубовта не само за стрипови, туку и за други книги. Јована е оптимист и вели дека сме на добар пат да бидеме во тек со светската стрип култура, со оглед на тоа колку добри автори имаме и колку сите се трудат со својата работа да дадат свој придонес во ова време. Стриповите се во својата суштина една голема приказна или една силна порака. Јас стрипот го користам за оние приказни кои тлеат во мојата глава, не сум поинаков автор за да ги напишам на друг начин, туку сум уметник и илустратор за да ги нацртам. Се трудам да ги пренесам преку едно мое видување, мој стил на уметност и цртање, каде најважно е читателот да те разбере и да се поистовети со она што го чита. Формирана во 93 година, македонската музичка група Супер Хикс позади себе има голем број на студиски албуми, компилацијски изданија, но и значајни настапи во земјава и светот, делејќи ја сцената со значајни музички имиња како Ману Чао, Green Day, Гогол Бордело и други.
Интересна е приказната за името на групата, која доаѓа од Суперхик, ликот од стрипот Алан Форд, лик кој краде од сиромашните и дава на богатите, а сето тоа го постигнува со својот смрдлив здив. Чија беше идејата, не можам точно да се сетам, мислам дека е моја заедно со тогашниот тапанар, првиот тапанар на Суперхикс, далечната 93-4 година, тоа е Зоран Жежов, попознат како Кечо, кој што за жал или за негова среќа подолго време веќе живее во Германија, не е тука. И бевме инспирирани од, јас не можам да го најдам со Суперхик изданието, ова е едно од постарите. Ова се поновите Алан Фордови кои што се издаваат и се уште тој Суперхик е многу актуелен, затоа што се работеше за антихерој во стрипот Алан Форд кој што крадеше од сиромашните, даваше на богатите. И мислам дека тој антихерој или антитип на херој е се уште актуелен и ден денес, и тоа преку разноразни олигарси, политичари и така натаму кои што се уште го користат тој момент и делуваат како такви. Па ете, може да кажеме дека после 20 и колку 7 години направивме полни со Суперхикс, многу работи не се сменети и се уште го живееме тој стрип и тој антијунак го среќаваме во секојдневниот живот. Таму е таа наша инспирација. Алан Форд деновиве се појави повторно во некои понови реизданија, но според Пеце тоа не е истиот Алан Форд кој што бил некогаш, повеќе посветен на сатирата, иронијата и хуморот. А она што Алан Форд го донесе како стрип концепт и како воопшто како концепт на хумор е и ден денес актуелно. Таа иронија и сатира и нели хуморна сметка на она што ни се случува во секојдневието, тоа е корупцијата на дневно ниво, не знам, лоповлукот на дневно ниво, кражбите и помали и поголеми кои што ни се случуваат, нели онај среден или посиромашен слој кој што константно е таков и константно се осиромашува на сметка на богатите кои што само се богатат. Мислам дека се уште толку актуелен, така што и тогаш не бил многу интересен и не водел и па и ден денес се истото, нема некоја разлика. Сепак, Алан Форд не е единствениот стрип кој бил инспирација за Пеце и момците од Суперхикс. Алан Форд е само дел од оние стрипови со кои што сме растеле. Впрочем, морам да го покажам овој албум на Суперхикс, овој последниот албум Underground Evergreens, кој што самиот по себе е стриповски и би сакал и ова да го покажам. Ова е првиот од скица од првиот албум на Суперхикс, чекај викам каде ме малку, кој што дел е направен и во стриповско издание. Ова е стрип посветен на Суперхикс, мал стрип. Не, инспирирани и воодушевени бевме и од изданијата на Загортене и Блек или Блек Стена, како што го викавме на времето во тогашна Југославија па и подоцна. Кои други? Марти Мистерија, морам да кажам дека Дарко Попов, тапанарот на Суперхикс, е еден од најголемите стрип фанови во, слободно можеме да кажам, во Македонија, дека каде и да одевме, каде и да патувавме на турнеи, задолжително бараше стрипови, оригинални стрипови од Дилан Дог. Тој е еден од најголемите фанови на Дилан Дог. И не знам уште што остана од оние Марк, Командант Марк, и не знам, еден куп други ги имаше, буквално се што беше стрип порано се читаше и се негуваше како култура. За жал, мислам дека тоа нашите деца и овие генерации не го негуваат и не се многу запознаени со оваа култура, повеќе се на своите таблети и телефони, но ќе се обидеме да им ја пренесеме љубовта кон овие стрипови. Стрипот како деветта уметност која во себе носи древен јазик на ликовно изразување е меѓу најстарите визуелни медиуми во светот и на различни начини влијаел врз општата култура. Приказната за нашите Суперхикс е само еден пример од дома. Дека уметничкиот и едукативниот потенцијал на стрипот треба да има подобар третман во Македонија, тоа е повеќе од јасно, затоа што вреди секоја негова приказна која можеме да ја пренесеме на новите генерации. Блаже Коневски, Лазар Мојсов, Киро Хаджи Василев и Владо Малевски го формираа ОСТА. Време за артикулација. Првиот број на Алан Форд во Италија се појавува во мај 1969, а бил продаден во 22.000 примероци. Првобитно сценарио е креирано 1967 година, а вклучувало 6 главни карактери. Во стрипот сатирично е опишан животот една група тајни агенти, надополнет со многу надреалности и црн хумор. Иако овој стрип се прослави во Италија, кратко по неговото представување, Алан Форд остана релативно непознат надвор од неа. Диаболик се појавува во 1962-та, го креирале сестрите Лучијана и Ангела Џузијани.
Диаболик е лик во црн костим, ѓавол бунтовник, кој е имун на стереотипите на современото време. Овој стрип се смета за трет по старост во Италија. Во 1968 по овој стрип јунак италијанскиот режисер Марио Брава снимил филм. Загор е стрип јунакот на Серджо Бонели и Галиено Фери. Овој стрип е роден во Италија во 1961 година. Целото име на Загор е всушност Загор Тенеј, што на јазикот на Алноквин индијанците значи дух со секира. Првобитно Загор требало да се вика Ајакс, но Бонели се предомислил кога открил дека има таков детергент. Загор е класичен херој, човек кој не сака неправда. На градењето на ликот на Загор влијаеле три стрип јунаци – Фантом, Тарзан и Супермен. Пецко е македонскиот стрип јунак кој го создаде Дарко Марковиќ. Името го добил по дедото на еден од уредниците во Нова Македонија, кој се викал Петре. Пецко известно време беше дел од дневниот весник Дневник. Во 2001 Пецко станува телевизиски лик, а серијалот за него, кој брои 152 епизоди, се емитува на телевизијата А1 до 2006 година. Според авторот на овој стрип јунак, Дарко Марковиќ, Пецко е слика на нашата транзиција. Остане препознатлив бренд во областа на уметноста, слободната мисла и слободното творештво уште од 1945 година. На почетокот бил прилог за сатира во билтенот на првата македонска народно-ослободителна ударна бригада под името Сред полет Зунзуле. Пионерите на Остен во овој период беа Лазар Мојсов, Блажа Конески, Владо Малески, Киро Хаджи Василев и други. Првиот број излезе на 1 јануари 1945 Од 1951 до 1966 Остен се развива како весник, се јавуваат рубрики за хумор, сатира и карикатура во дневните весници, но започнува да се појавува и на нов медиум, на Радио Скопје. Во тој период поддршка на весникот дава Сдруженијето на новинарите на Македонија. Во 2020 година, значи минатата година, беше година на прославување, односно одбележување на 75 годишнина од постоењето на Остен. Точно тогаш, на 1 јануари 1945 година, е излезен од печат првиот број на Остен, списание со весник тогаш, да кажеме, со хумористично-сатирична содржина, која што на некој начин можеби сам себе си го има представено или утврдена судбината која што во текот на години потоа ќе се провлекува, а тоа е мотото на весникот кој што стои уште во првиот број и вели излегува кога ќе му текне, односно на тој скопски жаргон излегуе кога ќе му текне. И точно на тој начин, точно во тој еден во такво својство целиот овој период Остен излегува во одредени периоди како весник, не излегува и така натаму. Меѓутоа, еден вака долгорочен бренд нормално е да има своји надополнувања или развојни процеси и во други форми. Првата, која што е најважна, да речеме, за Остен и која што исто го карактеризира, односно е негова главна активност, е Светската галерија на карикатури. Таа е создадена 69-та година, ние оваа година ја организираме 53-та Светска галерија на карикатури и создадена е во рамките на 6-те средби на солидарност, што значи дека од првиот момент Светската галерија на карикатури била манифестација која што ја започнале прогресивните сили од цел свет кои што дошле во Скопје на тие средби на солидарност да помогнат во неговата изградба не само урбанистичка, архитектонска, туку исто така и општествена. И кога се формирана една таква манифестација, било природно да Остен ја менаџира, да кажам, односно ја раководи во текот на годините и еве, ние до ден денес тоа го правиме и можам да кажам со голема леснотија дека Скопје е центар на светот за карикатурите. Мислам, многу малку работи можеби можат да се споредат со влијанието и реномето кој што Остен го има во светски рамки во областа на карикатурата. Се разбира,
во тој визуелен пристап не само карикатурите, туку и сатиричните цртежи и стрипот наоѓа свое место, така да кога ние ги објавуваме условите на конкурсот, секогаш овие три форми на изразување се присутни, карикатурата нормално неприкосновено, сатиричниот цртеж каде што повеќе се обрнува внимание на уметничкиот аспект на изразената порака и стрипот, меѓутоа стрип без зборови остана значаен за развојот на стрип културата и карикатурите во нашава земја. Карикатурата и стрипот равноправно биле присутни, затоа што секогаш од постоењето на Остани од Светската галерија на карикатури, стрипот е присутен. Тоа е се што ви подготвивме за стрипот во ово издание на Приказна. Секако, тука не застануваме. Гледајте на и во следната приказна. Довидување!